која што е закажана за конечно да ја расчистиме маглата околу спомениците на албанските дејци, споменици кои што се договор помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ и кои што требаше да бидат поставени од општина Центар. Но истовремено со тоа, со овие документи, јавноста да ја дознае вистината за тоа со какви се политички манипулации, политички игри се служат ВМРО, ДПМН и ДУИ само за да добијат политички поевни во јавноста. Она што сакам денеска да го кажам многу јасно и гласно е дека всушност во целиот период пред да дојде до смена на власта во општина Центар, општина Центар била пералница за пари. Бидејќи од документите што ќе ги видите, многу лесно ќе се заклучи дека општина Центар нема никаква улога во овие споменици, како и за сите други, туку само треба да ги уплати парите кои што се претходно уплатени од Министерството за култура. Значи, прво ќе ги презентирам фактите за тоа кој е вистински одговорен во оваа држава за транспорт и за поставување на трите споменика, за кои сум бомбардиран од првиот момент од кога дојдов на позицијата градоначалник. И втората работа која што сакам денеска да споделам со јавноста е да дознаеме кој имал интерес токму овие три споменика на политичките албански дејци да не бидат поставени пред или за време на изборната кампања. Како што знаете, во петокот општина Центар беше бомбардирана од инспекција. Овој пат, ќе каже некој ништо ново, разликата беше што не беше тоа една инспекција, туку беа три инспекции здружени во една екипа. Инспекција од Министерството за локална самоуправа, инспекција од Министерството за култура и инспекција од Министерството за информатичко општество и администрација. Дојда во петокот да ги побарат документите кои што денеска не требаше јас да ги презентирам во јавноста. Но денеска тие ќе бидат презентирани во јавноста. Ова е договорот вклучен помеѓу општина Центар и уметничката леарница Гуастини, Италија. Ако го погледнете овој договор, во самиот член 1 пишува, внимавајте, предмет на овој договор е лиење на бронзана скулптури и релјефи на спомено обележја на Неджата Голи, на Јосиф Багери и на Пјетер Богдани, понатаму, многу битно и кај сите документи исто, вклучувајќи транспорт, под осигурување, подготовка и поставување на спомениците. Од првиот ден кога дојдов, тоа беше првото прашање што ми беше поставено, каде се спомениците на албанските дејци. Значи, транспортот треба, според договорот, да го овозможи леарницата, не општина Центар. И леарницата, фирмата со која што е склучен овој договор, треба да ги постави тие споменици, не општина Центар. Затоа се поставува прашањето каде е улогата на општина Центар. Општина Центар само треба да ги препрати до леарницата парите кои се уплатени од Министерството за култура преку проектот Скопје 2014. За да биде скандалот уште поголем, на седница на владата одржана на 12.1.2016 година, неодамна, внимавајте што пишува во заклучокот на владата на Република Македонија. Се задолжува Министерството за локална самоуправа преку општина Центар, значи општина Центар, да организира транспорт на спомениците од Италија. И овој документ ќе ви биде поделен. Значи, во договорот пишува леарницата, владата бара од нас да го направиме тоа. Гледате какви одлуки носи владата на Република Македонија, со буџетски сериозни импликации, а се разбира се со цел помеѓу другото да се изврши притисок врз општина Центар да ги постави спомениците, знаеме сите зошто. Бара митно на следната наредна седница владата да ја поништи оваа одлука, во спротивно ќе поведеме постапка пред органите во Република Македонија. Она што е сега, според нас, уште поважно е да ја дознаеме вистината каде беа овие споменици. Како се случи сите 20 и нешто, колку веќе беа споменици, да бидат поставени помеѓу два изборна круга, но токму овие споменици на албанските дејци да не бидат поставени. Ова е тој документ кој се сакам целата јавност да го добија. А тоа е документот до одделението за јавна набавка од општина Центар. Поточно од секретарот на општина Центар. Внимавајте. Се бара продолжување на рокот
за важење на договор за лијење на спомениците, специјално за овие 3 споменика, кое што е закажано од јули 2012 се продолжува за септември 2013 година. Значи, општина Центар бара поставка за продолжување на рокот до септември 2013 година. Спомениците други веќе се поставуваат, овој договор е подпишан на 10.1.2013 во превод на самиот почеток на предизборната кампања во општина Центар. Подпишан договор за да се продолжи рокот за израдба на овие споменици. Цели 13 месеци се пролонгира набавката, односно лењето на нови споменици. Со ова јасно се кажува дека ВМРО ДПМН и ДУИ, омилената карта на која што играат на политичката сцена е меѓуетничката тензија. Затоа што само за овие споменици било побарано да се пролонгира рокот. Првото нешто на што бев изложен под притисок, јас и целата гарнитура нова во општина Центар, беше постави ги веднаш спомениците. Бара од мене да бидат поставени веднаш, иако самите они нарачале да бидат готови дури септември 2013 година. Зошто? Сосем е јасно, за да може да се игра на картата на меѓуетнички тензии. Тоа е тоа што лесно се заклучува од овие документи кои што денеска преку вас ќе бидат презентирани до јавноста. Останува веднаш после оваа пресконференција и ВМРО ДПМН и ДУИ да кажат кога е направен овој договор, зошто е направен овој договор, но од овој момент јасно и гласно кажам дека нема ништо да имаме со овие споменици. Ако се нарачали и треба само да дојдат, но да бидат поставени од леарницата и транспортот нивен, исто така и како што гледате да биде поставени на постаментот, јас нема да учествувам во она што тие го замислиле како проект, а тоа е Центар да биде пералница на пари. Ние во тоа не учествуваме. И сум убеден дека за ова, како и за другите споменици, еден ден ќе се одговара и оние што учествувале во ова, ќе си се најдат на местото кое што е соодветно за ваков вид на прекршици. Ви благодарам, дали има други прашања околу ова тема, поведете. Да, има прашање. Значи се учествува. Ај прво дамата. Ви благодарам. Само да прашам дали можете да ми го покажете документот каде што стои вашиот потпис за изградба на салата на основното училиште. Ајде да завршиме со овој, па потоа ќе ви го покажам документ. Да завршиме со овој сет, ја разберам интенцијата, но ќе одговорам на сите прашања за се разлика од каде се. Поведете. Дали ова значи дека се уште со спомениците во Италија? Ова значи дека ниту знам, ниту треба да знам каде се овие споменици. Општина Центар е поставена само како споредна улога во целиот проект. Транспорт, погледнете го дописот на град Скопје. Владата на Република Македонија не тера нас да го извршиме транспортот. Транспортот е на сметка на фирма. Транспортот, значи спомениците, треба да дојдат од страна на фирмата и таа да ги постави. Наше е само, не е тоа само, меѓутоа за жал претходникот мој презлата обврска да бидат платени. Како што кажав во соопштението во петокот, тие ќе бидат платени. Тука ние не можеме и не сакаме да го криеме тоа, бидејќи тие се наменски пари. Од се срце би сакал тие пари за друго да го употребам, но не можам. Тие се наменски средства во префрлени од буџетот на Република Македонија во буџетот на општина Центар. Друго ние ништо немаме. Затоа сакам да одговорат тие што го склучиле овој договор. Зошто го прават тоа? Зошто 20 споменици, тоа е голем граден зафат, се случуваат во една ноќ, меѓутоа трите ќе ги пролонгираме после изборите и тоа договор направен на самиот почеток на кампањата. Дали знаете локацијата за каде треба да се постави? Јас ги знам локациите, меѓутоа постаментите и се треба да го направат тоа. И потенцираме на битна улога. Посебно, повторно за тоа каде е општина Центар. Знаете дека вклучивме договор со град Скопје и тие тоа не го негираат за презимање и за одржување на спомениците. Значи во самиот момент кога ќе бидат поставени тие автоматски одат во надлежност на град Скопје. Што тука треба општина Центар да прави? Но многу поважно од сите овие прашања кои што јас си ги поставив себе си и си ги поставивме во нашата администрација, до кога во Македонија ќе се игра нова карта? Колку провиден трик да се постава споменици само оние кои што се од македонската историја, а овие што се од албанска со заеднички договор ќе ги пролонгираме само за да има тензии. Господин Желевски, Поведете. значи пролонгирани се за 2013, а веќе се 2016. Така. 3 години за останување, поради што? Поради тоа што договорот не се почитува, во договорот пишува транспорт и поставување. И тоа многу добро го знаат и ВМРО ДПМН.
Повика од СУМ од ВМРО, повика од ДУИ. Двете партии притискаат, министрите од двете партии притискаат, владата притиска, град Скопје притиска. Документно си владата противзаконски. Има ли друг договор за понатамошно пролонгирање? Не, така, тоа е добро прашање. Ајде да имаше било кој од македонските скулптури. Една да имаше бар, и една албанска да беше во тој склоп. Не, сите се изработени на време, само за овие три треба да се пролонгира. Сите ние сме овде жртви на таа игра, каде што ние треба да си поставуваме вакви прашања за да може владата на таа тема да напаѓа. Бидејќи тоа им беше јасно првиот ден, првото прашање беше каде се албанските споменици. Само што го пречекори дворот на општинен центар. А колку изнесува цената на овие споменици? Ќе видите во договор, не знам точно кога би требало, да. Значи, уште еднаш, транспорт, осигурување, подготовка и постување на соодветно постојано. За владата на Република Македонија да носи друга одлука. Добре, ева 2013 до сега, дали може би од Лерницата имала некаков повик нешто до општината, до вас и зашто токму сега инспекцијата ваше делување кон неа? Така. И јас се прашам зашто сега инспекцијата доаѓа во таква формација. Доаѓа затоа што пристигнаа нападите внатре во владата од страна на ДУИ до ВМРО да помене. Албанскиот електорат ги поставуваше прашањата зошто само тие три споменика не се поставени. Од тогаш започна притисокот за владата да одлучи преку општинен центар да ги порамни тие препукувања. Воопшто ни мене, ни администрацијата во општинен центар не ги интересира препукувањето политички помеѓу двата коалициски партнери, кои што очигледно многу добро функционираат кога треба да се направи некоја ваква игра. Но цената ја плаќаме сите ние. И обидот за жал, а за нивна жал е осуетен со тоа што документите се тука. Односно, како што каже еден до неодамна премиер на Република Македонија, вистината е прекошила. Може се разбере. И само не ми одговоривте дали може би од Лерницата во овој период од 3 години, бидејќи може би очекуваат навод од општината за да они го изведат за договорот да го изведат. Не знам дали имало обавестување, меѓутоа они треба да дојдат да го постават. Особено што од самиот почеток кога дојдовме сето тоа е дадено под надлежност на град Скопје. И сега град Скопје го прифати тој договор со задоволство, води сметка за сите споменици, а за овие три не кажува дека Градот успорно тврда дека они се нели за одржување, чистење. Затоа е овој договор. Треба да се постави. Затоа овој договор. Штом се постави истиот момент, значи истиот момент штом се постави и тоа физички оди во надлежност на градот. Ние никаде немаме никакви ингеренции. Освен се разбира омилениот чекор на оваа влада, тоа е парите да бидат префрлени. Сосем јасно што се прави овде. Поверете. Во четвртокот рекоте дека до сега се исплатени 60% од парите, и дека овие 40% треба по транспортот во Македонија. Меѓутоа велите дека транспортот или поставувањето паѓа на трошок на фирмата. Зашто се уплаќаат тогаш тие 40%? Зборам за целокупната сума. А транспортот е таму. Иако владата на Република Македонија го задолжува, и тоа пазите преку Министерството за локална самоуправа, знаете кој го води тоа министерство, да општинен центар да го организира транспортот. Сега веднаш тоа се постави прашање ова да се активираш, а може би веќе активирано, кој ќе сноси кривична одговорност за овие средства? Тоа се пари наши од граѓаните на Република Македонија. Само едно потсетување, постаментите за трите споменици не се готови. Тие беа изградени во тој налет кога се поставуваа сите? Не, беа подоцна изградени затоа што министрите на ДУИ се јавуваа во градушното предпријатие, тоа беше бетон, кој што требаше да го работи сето тоа. ВМРО да помене, од тој момент го нема, само притискаше кога ги бидат поставени, се разбира, нели одговорноста треба да биде наша како ги поставуваме тие споменици. Договор вклучено нив. Добро, постаментите беа изградени од како сте вие градоначалник или претходно? Не знам дали се во мое време, дали се од претходно, не знам. Знам дека спремајќи се за кампања се пробудивме сите со 20 споменика, фалеа 3. Веднаш ми беше јасно кои 3 фалат по самиот момент. На прашањето за договорот веднаш ќе ви го доставам после пресконференцијата.